Ова се настаните од денес. Од 1 јули за 0,4% поскапа струја за 88% од домакинствата. Охридското езеро е пред прогласување за споменик на природата, но управувањето ќе биде голем предизвик, сметаат екологистите. Доцни супервештачењето, повторно одложено судењето за родилката од Дебар. Уште едно успешно издание на меѓународниот хорски фестивал Гласот на Охрид. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и повремени врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 25 степени Целзиусови. Во петок во северна, североисточна и источна Европа, како и локално во областа на Алпите, Балканскиот и Пиринејскиот полуостров, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со услови за појава на невреме. Во останатите делови од континентот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во северните, приморските и јужните предели на Балканот утре ќе превладува претежно сончево и топло време со локална облачност. Во централните и источните делови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 24 до 32 степени. Во Македонија во петок ќе превладува претежно сончево, но посвежо време со локална облачност и со благ пад на дневните температури. Во попладневните часови развој на нестабилност со можност за локални врнежи од дожд и грмотевици. Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во петок ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 14 степени, додека пак максималната дневна до 25 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 29 степени. Во недела и понеделник сончево и многу топло време. Минималната температура од 14, односно 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30, односно до 32 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека.
Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Првиот човек на Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад Марко Бислимовски ги објави новите цени на електричната енергија за домаќинствата, кои ќе важат од 1 јули. Реално нема промена на цената. За најголем дел од домаќинствата зголемувањето е под 0,5% и мислам дека не предизвикуваме никакви ценовни шокови, рече Бислимовски. Новите цени кои ќе се претворат во потрошувачка, трошокот на домаќинствата за струја ќе се зголеми зависно од тоа во кој блок на потрошувачи спаѓаат. Со оваа одлука која што ни ја достави Евана Хоум и која што ја проверивме, за 88% од домаќинствата кои што влегуваат со потрошувачка во прв и втор блок, нивниот трошок за електрична енергија ќе се зголеми за 0,4%, 8% од домаќинствата кои што имаат потрошувачки во трет блок, нивниот трошок за електрична енергија на месечно ниво ќе се зголеми за 0,48% и за домаќинствата кои што 4% од домаќинствата кои што влегуваат со потрошувачка во четвртиот блок, нивниот трошок за електрична енергија ќе се зголеми за 0,57%. Или, за да бидеме попрецизни по блокови, во првиот блок нема промена, во вториот блок има зголемување од 0,85%, во третиот блок од 1,92%, четвртиот блок 1,88% и ефтината струја ќе се зголеми за 0,65%. Охридското езеро е пред прогласување за споменик на природата, но управувањето ќе биде голем предизвик. Екологистите сметаат дека на терен има многу малку надлежни органи кои што постапуваат и ги санкционираат оние што со разни действија го деградираат езерото и крајбрежјето. Екологистите алармираат дека поради негрижата за Охридското езеро повторно е доведен во прашање неговиот статус под УНЕСКО. На потегот од Радожда до Свети Наум на самото крајбрежје на Охридското езеро не запира неконтролираната урбанизација. Извештаите поднесени до УНЕСКО од страна на надлежните институции не кореспондираат со реалната состојба на терен, реагираат активистите. Извештајот што го поднесе претходната министерка и министер за култура и министерката за животна средина, тие извештаи се фейк извештаи. Значи, што значи фейк? Значи, не кореспондираат со реалната состојба на теренот. Ние како граѓански организации реагиравме. И сега, дали ќе сносат овие две министерки одговорност затоа што понесува лажни извештаи до УНЕСКО? А УНЕСКО, со оглед на тие извештаи, донесува несоодветни препораки. Значи, не можеме ние да ја кријаме реалната состојба. Реалната состојба е дека од Радожда до Свети Наум имаме околу 300 дивоградби на крајбрежјето на Охридскиот регион. Како можеме да ги скриеме тие дивоградби? А општината Струга и општината Охрид ги легализира тие дивоградби. Чекајте, луѓе мои, а УНЕСКО вика
Не смеете да вршите трансформација на крајбрежното земјиште. Охридското езеро е пред прогласување за споменик на природата, статус кој подразбира заштита според највисоки стандарди и критериуми, но управувањето ќе биде голем предизвик и од македонска и од албанска страна, бидејќи истото ќе треба да биде заедничко и координирано, вели екологистот Ѓоко Зороски. Посочува дека е потребна поголема контрола со поставување на видеонадзор и комунална полиција, која ќе дежура и превенира да се спречи загадувањето, рибократството и трансформацијата на крајбрежјето на езерото. Ние имаме добри закони, значи имаме добра регулатива, меѓутоа на терен има многу малку надлежни органи кои што постапуваат и кои што ги санкционираат оние, дали палат дива трска, дали депонираат отпад или рибократство. Исто така потребно и осовременување на следењето на незаконските дејства. Значи нашиот предлог е да се инсталира видеосистем и дронови со термални камери кои што ќе ги ловат оние што депонираат отпад, незаконски риболов и сите други дејства кои што е многу тешко да се откријат или да се санкционираат. За подобар мониторинг врз процесите за зачувување на светското наследство од страна на граѓанскиот сектор бараат отворање на канцеларии на УНЕСКО во Охрид, Струга и Поградец. Повеќе од 3 години трае судскиот процес за родилката од Дебар, на која при породување во Струшката болница е беа отстранети 3 органи. Денес повторно одложено судењето, доцни супервештачењето, постои опасност судскиот процес да се врати на почеток. Двајца судии се пензионираа со случајот на Веапоска, а третиот судија, кој го води, е делегиран само до 5 септември. Повторно се одложи судењето за родилката од Дебар, која пред 4 години при породување во Струшката болница остана без 3 органи – бубрек, јајница и матка. Последното рочиште се одржа во април, кога поради неусогласување на двете спротивставени вештачења, судот издаде наредба да се прави супервештачење за утврдување на одговорност кај лекарите. Супервештачењето доцни треба да го изготви одбор од 19 лекари при медицинскиот факултет. Оштетената страва постои опасност судењето повторно да се врати на почеток, бидејќи од 15 јули почнува судската ферија, а третиот судија кој го води случајот е делегиран само до 5 септември. Двајца суди се пензионира, третиот судија е во тек на мојот случај, но дали третиот судија ќе го заврши случајот или пак ќе треба и четврти судија да го земи мојот случај, значи тоа ќе биде катастрофа за нас како граѓани, толку исчекување за една правда е многу долг период. Судскиот процес за родилката од Дебар трае повеќе од 3 години. Двајца судии се пензионираа и не го довршија. Се сминаа и двајца обвинители. Оштетената е исцрпена психички, физички и финансиски. Во овој случај одбраната тоа време гледа што повеќе да го продолжи, да го прошири и да го зголеми, бидејќи со протек на време се губи жестината на самиот процес. Ви сами се свесни како тоа на почетокот изгледаше, како е денес. Меѓутоа, знаете, времето со правдата како се поврзани. Колку и долго да трае, правдата секојаш си го наоѓа својот пат. Според обвинението, прво обвинетиот доктор Мухамед Асани, неговиот син Блертон Асани, специјализант по гинекологија, и трето обвинетата лекарка Лилјана Јовановска се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето и примена на неподобни средства при лекувањето. Уште едно успешно издање на меѓународниот хорски фестивал Гласот на Охрид, организиран од градскиот мешан хор Vox Lichnidis. Публиката во Катедралната црква Света Софија воодушевено настапите и одличното представување на хоровите од Македонија, Србија и за прв пат оваа година од Словенија и Албанија. Хорот од Словенија ја воодушеви публиката со изведба на песната Болен милежи миле Поп Јорданов на македонски јазик. Гласовната хармонија на хористите и впечатливите изведби на учесниците беа наградени со долги аплаузи од присутната публика. Диригентот на Охридскиот хор Бурим Хидри повеќе од задоволен од нивниот настап. Задоволни беа учесниците на 6-тиот меѓународен хорски фестивал Гласот на Охрид.
Портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски информира дека денеска, 27 јуни, во 12 часот и 35 минути во СВР Охрид е пријавено дека од карпа во водите на Охридското езеро во близина на хотелски комплекс на Охридското крајбрежје паднало едно лице, кое се здобило со повреди. На посоченото место веднаш биле упатени полициски службеници од полициската станица Охрид, како и од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. По преземените мерки, лицето е извадено и констатирано е дека се работи за 45 годишно лице од Англија. Лекар од итната медицинска помош кај него констатирал телесни повреди, пошто пловен објект на полициската станица за граничен надзор е транспортиран до езерската полиција. Од тука повредениот со медицинско возило е пренесен до болницата Свети Еразмо во Охрид. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. На дводневниот самит во Брисел на 27-те лидери на Европската Унија, главни теми ќе бидат изборот на носителите на водечките раководни позиции во Европската Унија, стратешката агенда 2024-2029 година, состојбите во Украина и на Блискиот Исток, безбедноста и одбраната, миграцијата, хибридните напади и прашања од надворешната политика. Всушност, најважна точка на ова заседание на лидерите на Европската Унија ќе биде носењето одлуки за избор на председател на Европскиот Совет, номинирање на председател на Европската комисија и именување на висок представник на Унијата за надворешна политика и безбедност. Кандидат за председател на Европскиот Совет е поранешниот португалски премиер Антонио Кошта. Урсула фон дер Лајен, актуелната председателка на Европската комисија, е кандидатка за реизбор на оваа функција. Кандидат за наследник на Жозеп Борел на функцијата висок представник за надворешна политика и безбедност е естонската премиерка Каја Калас. Доколку бидат назначени, фон дер Лајен и Калас ќе мора да бидат подложени на јавна расправа и гласање и за потврда во Европскиот парламент. Обид за државен удар во Боливија. Командантот на војската е разрешен и уапсен откако претходно собрал војници и оклопни возила пред председателската палата во главниот град Ла Пас. Според боливискиот председател, командантот на војската тоа го направил затоа што сакал да ја преструктурира демократијата, но всушност се обидел да изврши државен удар. Генералот бил уапсен додека зборувал со новинари пред касарната во Ла Пас за специјален криминал. Обвинителството не соопштило зашто е обвинет. Поранешниот боливиски председател Ево Моралес на социјалната мрежа X напишал дека ќе се случи државен удар и го повикал народот да ја брани демократијата. Председателот Луис Арс објавил дека назначил нови шефови на армијата, морнарицата и воздухопловните сили. Поранешниот председател на Хондурас Хуан Орландо Хернандес вчера во Њујорк беше осуден на 45 години затвор во САД и парична казна од 8 милиони долари за соучество во шверц на дрога и користење на војската и националната полиција за транспорт на големи количини кокаин во САД. Обвинителите побарале доживотна затворска казна плюс 30 години. Хернандес изјавил дека е невин и дека обвиненијата против него се неосновани. Американските обвинители тврдат дека Хернандес соработувал со шверцери на дрога уште во 2004 година, земајќи милиони долари мито додека од селски конгресмен станал председател на Националниот конгрес на највисоката функција во земјата. Неговиот брат Хуан Антонио Хернандес, поранешен конгресмен од Хондурас, беше осуден на доживотен затвор во САД во 2021 година во Федералниот суд на Менхетан поради сопствена осуда за дрога. Неколку луѓе во Австралија се хоспитализирани со поплаки за вознемирувачки халуцинации, вртоглавица, грчеви во мускулите, заврзан пулс, гадење и повраќање, откако ги пробале гумените бомбони со печурки. Овие бомбони слободно се продаваат во супермаркетите во Австралија, пишуваат светските медиуми. Полицијата ги повикала луѓето да не ги консумираат овие производи и доколку ги имаат во нивниот дом, да ги фрлат и да ги држат подалеку од деца и животни. Бомбоните биле повлечени од пазарот во Австралија од локалниот регулатор за храна со образложение дека содржат неодобрени хранливи материи. Допрва треба да се утврди која состојка ги предизвикала симптомите. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ за денес. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!